Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Мој вечерашен гостин е доктор Лукарова. Докторке, добро вечер и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Вечер ве издвојуваме повторно интересна тема од вашата област, дерматологијата. Станува збор за меланомот, зборуваме за меланомите и пред да ја почнеме емисијата, всушност и вашата цел зошто меланомите во сред зима, затоа што меланомот постои во зима и во лето и да се избегнуваат она клише дека само во лето треба да одиме на дерматолог и да ги контролираме меланомите. Точно. Какви се видови на меланоми имаме? Вака, значи меланомот или меланома малигнум на кожата представува се почест малигнитет кој што потекнува од кожата и се смета дека е една од водечките фатални болести кои што потекнуваат, значи од кожата. Самиот кутан меланом потекнува од меланоцитите кои што представуваат всушност клетки кои што продуцираат меланин, тоа е пигментот на кожата и се сместени во базалниот слој на епителот од кожата. Инаку меланомот може да настане не само на кожа, значи може да се појави и во конјуктивата на очите, може да се појави во носната слузница, во устната празнина, може да се појави исто така и на мукозниот епител во гастроинтестиналниот тракт и во генито-уринарниот тракт, што значи дека немаме само меланом на кожата, туку имаме и меланом во внатрешните органи, кој што многу потешко го диагностицираме и кога се диагностицира тоа е веќе во поодмината фаза. Инаку меланомот е во постојан пораст, неговата инциденца секојдневно значи се зголемува во цел свет. Највисока инциденца за сега има во Австралија и во Израел. Меѓутоа, значи бројките укажуваат, ние конечно немаме некоја официјална статистика, но сепак значи се забележува дека меланомот е зголемен и на нашето подрачје. Инаку меланомот е застапен и кај мажите и кај жените, нешто почесто кај мажите и една средна возраст на појавување е некаде околу 63-та година. Во однос на етиологијата не е точно утврдено кои се причините поради кои што се појавува меланомот, но сепак оние веќе познати ризик фактори, значи прекомерното изложување на сонце и генетските мутации утврдено дека имаат некој одредено и значајно влијание во неговиот развој. Од битните ризик фактори се издвојува исто така и поголемиот број на нормални бемки, значи на телото некаде над 50 бемки, исто така бројот на оние атипични бемки, ако е над 5 веќе спаѓа во ризик фактор за појава на кутан меланом, односно на меланома малигнум на кожата. Оние луѓе кои што имаат Фицпатрик на кожата тип 1 и 2, тоа значи дека оние кои што многу брзо горат на сонце, а не потемнуваат, имаат ризик фактор. А оние луѓе кои што имале чести изгореници сончеви, значи некаде до 14-та година од од возраста, значи е ризик фактор и фамилијарната оптовареност, односно претходно присутен меланом кај некој од родителите, кај брат или сестра е ризик фактор за појава на меланом. Во однос на тоа какви се видови за клиничката слика се разликуваат неколку вида и тоа површинско ширечки меланом кој што е најчест и е застапен со околу 70% од сите видови на меланоми, а потоа доаѓа значи нодуларниот меланом кој што е со 15%, лентигомеланома малигнум некаде со 5% и акралниот, односно акрално лентигинозен меланом некаде со 10 до 15% и амеланотичниот меланом. Инаку, за сите меланоми карактеристично е тоа што околу 70% од нив настануваат на здрава кожа. Значи некогаш кога се појави некоја промена, знаат пациентите да кажат да, таа промена ја имав, меѓутоа ако се погледнат фотографиите, значи во албумите се добива
впечаток дека таа промена и не била толку одамна, значи настануваат 70% на здрава кожа, 30% на некои веќе постоечки пигментни промени, како што може да биде конгениталниот невус, на некој атипичен невус или пак на некој, значи, веќе постоечки некој невус кој што бил сосема нормален до тогаш. Во однос, значи, на клиничката слика за секој посебно, би кажала дека сите се разликуваат, така да, значи, кај површинско-ширичкиот меланом или ССМ се карактеризира со една асиметрична плака која што нема јасни граници, чиј што диаметар е некаде над 6 мм, значи може да е од 5 до 12 мм и има разновидност во бојата. Значи, од таа промена може на една плака да има кафеава, темно кафеава, светло кафеава, па сина, црвена, значи може сите бои да ги има и уште со самото тоа укажува дека таа промена е неспецифична и треба понатаму да се испитува. Најчесто, значи, меланомите по својата локализација можат да се појават на кожата на било кој дел и на капелициумот, но најмногу кај мажите се на горниот дел од трупот, значи на рамењата и на горните екстремитети, кај жените исто на грбот и на долниот дел од нозете. За меланомите, нивниот тек на почетокот имат еден радијален раст, значи тие се шират површински во горните слоеви на кожата и доколку во тој стадиум се откријат, значи излекувањето ќе биде комплетно, но доколку не се откријат, самиот меланом продолжува да има вертикален раст, односно малигните клетки да се шират во подлабоките слоеви на кожата, каде што веќе има крвни садови и тоа е, нели, голема можност за тие да навлезат во крвотокот и да дадат метастази, најчесто и на почетокот во регионалните лимфни јазли, понатаму во оддалечените лимфни јазли, па се до другите делови од телото. Инаку, во однос на останатите меланоми, значи нодуларниот најтешко се диагностицира, заедно со амеланотичниот и тоа е како едно јазолче со димензии некаде од 1 до 3 см, кој што може да биде со темно црна боја, темно кафеава боја или сина боја, сива боја, или да биде црвено јазолче. И има, значи, рамна површина и многу тешко може да се диагностицира како меланом затоа што не е специфичен, а има многу брз раст и многу деструктивен раст, значи е многу агресивен. Во однос на лентиго малигна меланомот, тој потекнува од веќе постоечка пигментна лезија, исто е површинско ширички, треба повеќе време додека, значи, да направи поголема деструкција во локалното ткиво на кожата. И амеланотичниот, значи, е со боја на кожа, има црвеникаво јазолче или може да биде, значи, некоја подигната плака, тежок е за диагностицирање, покасно се открива и исто така е ретко застапен, но е агресивен. Тоа се, значи, клиничките форми на меланомот. Така, сите се надворешни, сите ги гледаме. Да. Ја гледаме и разликата, па можеме и самите, нели, секако да направиме разлика дали имаме некакви промени кај меланомот и секако да се обратиме за диагностика. Така, но тоа сакам да се надоврзам на вашето прво прашање зошто возимо за меланом. Бидејќи, нели, спомнавме дека ризик факторите се изложувањето, прекомерното изложување на сонце, но сепак, значи, ние треба да си правиме сите само преглед. Значи, се препорачува тој преглед да биде берам еднаш месечно. Прегледот се прави на тој начин што застануваме пред едно големо огледало во добро осветлена просторија и имаме едно рачно огледало кое што може да ни биде, нели, како само помош доколку немаме кој да ни помогне за преглед на грбот и на, нели, задните делови од телото. Што е она што го бараме
значи при тој наш само преглед, ние сите отприлика нели си знаеме каде имаме бемка, каква бемка, бараме таква бемка која што отстапува од сите други бемки. Значи, тоа подразбира бемката да има на една бемка различни бои, да не е симетрична, значи да нема некои јасни граници и да има некој вид на испакнување. Ако после некои месеци приметиме дека таа бемка почне да крвари или нешто да чеша или пак да ја менува својата големина, секако значи тоа е знак дека ние треба да се јавиме на преглед кај матичните лекари или понатаму да побараме секако стручен совет од дерматолог. Да не се заборави прегледот и на косата, значи на капелициумот, да не се заборави прегледот во устната празнина, ушите, исто така и значи рацете, односно прстите на рацете и на нозете, каде што и таму се јавува тој тип на акролентигенозен меланом, каде што се појавува една потемна кафеава трака под ноктената плоча или значи на прстите од стапалата и на рацете. Така да тој преглед за нас е многу битен, затоа што спомнав дека раното откривање на меланомот значи комплетно излекување. Тоа е многу битно за самите пациенти. Така, и лекувањето? Велите дека станува збор за ефикасно лекување? Сите се лекуваат ефикасно или пак може би за жал не сите? Да, терапијата е индивидуална за секој пациент и тоа многу зависи значи од стеџирањето, односно од тоа кој стадиум е самиот меланом. Многу е битно значи откако ќе се направи диагностиката, а тоа се прави значи откако ќе се види клиничката слика, имаме некоја промена која што не е специфична, се прави дермоскопија. Со дермоскопијата, значи, добиваме некоја сознание за каква промена се работи, постојат специфични знаци на дермоскопијата кои што укажуваат за можна промена за меланома малигнум. Потоа се прави, значи, доколку дозволува големината на лезијата, значи се прави една комплетна ексцизија и се прави потоа патохистолошки наод, доколку лезијата е многу голема или пак промената е на некое специфично место, се прави специфична панч биопсија, значи само еден мал дел од лезијата се зема за патохистолошки наод. Откако значи се добива тој резултат, се проценува колку е длабочината на самиот значи на самиот малигнен меланом, значи дали тој до кој ниво во кожата или до подкожното ткиво веќе има допрено и според тоа, значи според неговата дебелина и според односно ТНМ класификацијата се одредува во кој стадиум е меланома малигнум. Секако значи дека постојат одредени испитувања кои што треба да се направат дополнително за да се одреди тој стадиум, овде спаѓаат рентгенграфија на бели дробови, потоа ехографија на регионалните лимфни јазли, потоа треба да се направи компјутерска томографија на бели дробови, значи на абдомен се има специјален протокол по кој што понатаму значи треба пациентот сите тие да ги направи за да знаеме дали е прв стадиум, нулта стадиум, прв, втор, трет или четврт стадиум на меланома малигнум. Тоа е многу битно за тоа што значи од самиот стадиум понатаму зависи како ќе биде терапијата. Терапијата е индивидуална за секој пациент и обично тие пациенти кои што се со значи нула стадиум или 1 понатаму не бараат дополнителни третмани освен хируршкиот третман, додека подоснежните стадиуми имаат по друг начин на лекување. Значи во прогностичките фактори најбитни се значи длабочината на самиот тумор, дали и колку има зафатено регионални лимфни јазли, дали има значи улцерација на првичната лезија, дали лезијата претходно крварела и значи дали има веќе некои присутни метастази во првичниот лимфен јазол или во подалечените лимфни јазли.
Значи, сите тие прогностички фактори, значи, укажуваат понатаму колкава ќе биде стапката на 5 годишно, например, преживување. Така да колку дебелината на туморот е некаде околу 0,75 мм, тоа укажува дека стапката на 8 годишно преживување е над 92%. Така да секој пациент после, значи, терапијата си има свое следење. Значи, меланомите имаат способност да рецидивираат дури после 14 години. Така да оние пациенти кои што веќе имаат, нели, правено третман, значи ги поминали тие 8 години, значи, на преживување, се чувствуваат супер, добро се, не треба да ги остават, значи да ги занемарат, да кажам, контролните прегледи кај дерматологот и кај онкологот, затоа што, значи, самиот меланом е способен да даде понекогаш, не секогаш, да даде и рецидиви. Така да тие контролни прегледи, како се, значи, веќе одредени, дали се на 3 месеци, 6 месеци или еднаш годишно, треба и понатаму самите пациенти да се ги прават. Така и на самиот крај, докторка, она најважно кое што можеби не само еве кога станува збор за било какво кожно заболување, општо за се, превенцијата. Така, значи превенцијата е најбитна и во превенција спаѓа, значи, само прегледот, да си одвоиме, обично тој преглед е после бањање, да си одвоиме половина час, за да може, значи, да ги испитаме нашите бемки за се она што сметаме дека нешто не ни е како што било претходно или уште се вика грдопајче или агли даклинг, значи нешто што не ни е било до сега тука, да се јавиме на лекар. И во зимскиот период да се избегнуваат оние солариуми кои што некои се уште, значи, ги практикуваат и онај здрав начин на живот и понатаму да се практикува за сите, значи без разлика дали се пациенти кои што веќе претходно биле лекувани со меланома малигно. Докторка, јас ви благодарам за исцрпните одговори. Се надевам дека гледачите останаа покрај малите екрани, бидејќи навистина има што да слушнат и да научат за било каква промена на бемките на телото, да се јават секако кај дерматолог. Да. Ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечер бевте заедно со нас. Се гледаме наредната среда.